Слушавте Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Преди го комплетира владиниот кабинет, изборот на нов министер и заменици ќе чекаат официјален предлог од Мицковски. 18 министри за здравство во 33 години независност, од Колевски до Таравари. Што наследија, а што оставија во секторот? 3 криминални банди опфатени во 2 обвиненија. Беланоца вршела нарачани убиства. Групата на Штекли тргувала со дрога. Стојанче Ангелов со нов трансфер од функционален ЦУК се сели на директорската позиција во ДЗС без ниту еден исправен ер-трактор. Ќе успее ли генералот да ги спои институциите на системот за кризи? Уапсен британецот кој со автомобил влета во толпата навивачи на Ливерпул. Истрагата ја исклучи можноста за терористички напад. По тема на денот вечерва за случувањата во Вреди, во владината коалиција, но и за подготовката за локални избори, разговарам со вице-премиерот Изет Меджиди. Останете со нас. Преди одлучи кој ќе биде предлогот за нов министер за здравство, но се уште го нема комплетирано владиниот состав во целост. Најавите се дека деновиве ќе бидат познати и новите заменици министри за земјоделство и одбрана. Пред да биде испратен предлогот на гласање во собрание, ќе има и коалицијска средба. По сите случувања, спикерот Гаши вели дека мнозинството е стабилно. Даниел Василев ги има деталите. Предлогот Азир Алиу да биде нов министер за здравство во следните денови ќе го помине владиниот филтер. Дали до владата ги доставивте предлозите за министри? Се работи, значи, деновија. Деновиве ќе бидат доставени? Да. За сега не е јасно кога точно Алиу ќе се најде во собраниска процедура. Меѓутоа, коалицијата Вреди се уште го комплетира својот список на владини функционери. Прашан дали Алиу ќе се снајде на новата министерска функција со оглед на тоа што доаѓа од информатичкиот сектор, Меджити вели дека за позицијата министер најважни се менаџерските способности, а поради тоа Алиу бил најдобар предлог за тоа место. Предлогот Алиу да стане нов министер за здравство ќе биде ставен на седница во законодавниот дом веднаш штом владата ќе го испрати, уверува собранискиот спикер. Како што знаете, и по закон и по деловник предлогот доаѓа од владата. Премиерот треба да предложи нов министер. Кога ќе дојде на дневен ред предлогот, веднаш во собрание ќе биде доставен до сите пратеници и ќе ја ставиме на првата наредна седница, штом ќе дојде предлог. Порокадите во владиното мнозинство и излезот на Арбен Таравари со дел од својата екипа од владата, од Вреди уверуваат дека мнозинството е стабилно, а нивниот број се зголемува. Вчера се кооптира членовите од Алијанса за албанците на чело со Арбен Фетај. 10 члена од нивна страна, во рамките на Влен е избран шеф на штабот Аднан Азизи. Вчера елаборираше за екипата што ја формира, отварање на штабови по сите градови каде што претендираме, значи, за локалниве избори и работат на визијата и програмата. Нема никаква дилема околу тоа дали имаме мнозинство, се работи околу преминувањето на некоја од една од политичките партии во опозиција, но гледате дека и неколку пратеници остануваат дел од Влен и мислам дека владата и парламентарното мнозинство ќе работи со полн капацитет. Доскорешниот министер за здравство Таравари го сврте грбот на владата и одлучи да оди во опозиција. Иако најави дека на предстојните локални избори ќе коалицира и со ДУИ и со Вреди во интерес на албанското прашање, сепак оваа понуда експресно беше одбиена од првите луѓе на Вреди. Даниел Василев, Сител телевизија. Во изминатите 33 години независност Македонија имала вкупно 18 министри за здравство. Најдолг мандат имал Никола Тодоров, а Таравари во 2 различни влади не успеа да остане цела година на мандат. Во овој сектор министри беа и таткото и синот Филипче. Сања Димитровска има анализата за тоа што наследија, што ветува, а што оставија зад себе. Со кои дигитални вештини информатичарот Азир Алиу ќе го спасува најболниот сектор во државата. Поранишниот министер за информатичко општество и официјално е кандидат на Вреди за прв човек во здравствениот сектор, по оставката на Таравари. Се чека неговиот предлог да помине и низ останатите филтри. Алиу, ако биде избран, ќе биде 19-тиот министер за здравство во повеќе од 3 децениското постоење на државата.
ке добива плата од 115.000 денари. А во здравствениот сектор го чека судскиот процес за најголемиот скандал во здравството на онкологија. Апелите на повредените од најголемата трагедија во државата кои бараат соодветен третман. Немањето термини за магнетна, недостигот на и уште многу други проблеми кои му ги оставија во наследство неговите предходници. Меѓу 18 министри кои раководеле со здравствениот систем, само Никола Тодоров е правник и идниот доколку биде избран кој доаѓа од IT секторот. Сите останати се од медицинската фела. Најдолго на министерската фотелја седеше Тодоров речиси 6 години. Арбен Таравари пак е единствениот кој 2 пати ја имаше титулата министер за здравство и тоа во 2 влади. Меѓутоа, ниту во 2017, ниту сега, не издржа 1 година на функцијата. Перко Колевски е прв министер во експертската влада во 1991 година, а по него со министерството раководеа Тофовски, Илиовски, Даниловски, Милошевски, Оровчанец и уште десетина други. Во 33 години независност, со здравството раководеле и татко и син. Илија Филипче во 1997 и 20 години подоцна неговиот син Венко. Многу министри ветуваа брда и долини за унапредување на здравството, но најчесто само на хартија или физибилити студии. Мој термин е единствен проект кој се уште функционира, за разлика од електронската здравствена картичка која не стигна до примена. Нов клинички центар беше ветување и прво во агендата на најмалку 5 министри, но и по 15 години никој не удри камен темелник. Раздвојување на клинички на посебни установи по 2 директори, беа реформи во едно време на неколку министри. За сега повторно да се бара спојување на клиниките. Многу најавуваа регионализација, но кочанската трагедија покажа колку децении не се реновирани болниците во внатрешноста и како изгледаат. Многу работа ќе има идниот министер за здравство, а јавноста чека да слушне што ќе му биде прво во агендата. Сања Димитровска, Сител телевизија. За актуалните случувања во коалицијата вреди, но и во владината коалиција, како што најави вечерва разговарам со вице-премиерот, еден од лидерите во коалицијата вреди, Изет Меджити. Господин Меджити, добро вечер. Добре дојдовте во дневникот на Сител. Добро вечер и фала на поканата. Повеќе од 1 месец сте главна тема во медиумите, во вестите, како коалиција вреди. По вчерашната средба некако се стануваат појасни работите, но успеавте ли да направите проценка каква е штетата за коалицијата вреди од излегувањето на Арбен Таравари? Мислам дека математиките дома на Ахмет и Таравари не испадна на пазар, испадна поинакви. Напротив, значи, полоши отколку што беше стартната позиција и во однос на пратеници и во однос на гласачи. Тие што ги познаваат приликите, Алијанса на албанците, фракција од ДПА, формирана од села, па после се поделија, значи, на Таравари, но сите знаат дека од почеток се формирани како антипод на ДУИ. Тоа беше главната причина што 90% од членството премина со Таравари, не заради Таравари, туку за правиот чекор. И мислам дека пак истото ќе се случи, оти ги читам анкетите, членството на Алијанса на албанците 90% се да останат со Влен, само 3% значи може да прифатат коалиција со Демократската унија за интеграција. Така да веќе ова добива и форма, лидер на ова е Арбен Фетај, вице-премиер за добро владење, со значајни структури, значи од Струга до Липково, и секојдневно ги има по медиумите членови од структурите на видни позиции, ограновци и подограновци кои што го напуштаат Таравари и остануваат во Влен. Блиски соработници. И во однос на пратениците, веќе од 5 пратеници, само за неколку дена веќе 20 пратеници, значи премина во Влен. Таравари остана со тројца. Многумина се прашуваат што стои како причина за одлуката на Таравари. Знаете ли вие што стои за таквата одлука? Има, значи, кога има нелогични чекори и луѓето очекуваат нелогични причини, затоа повлегуваат во конспирации. Прво е до калкулација, значи
пред се Госивар да се задржи. Како? Он, мислам дека сите калкулации ги имаат направено со Ахмети заедно. Предвиделе скоро се, но не предвиделе дека ќе го исфрлиме од Влен и од владата. Мислам дека и на оваа емисија, но и пред месец дена кажав дека не може во исто време да бидеш и Влен и соработка со ДУИ, и во исто време значи да бидеш и дел од владата и соработка со ДУИ. Он мислел, значи, калкулантски, математички, дека ќе остане до крај дел од владата, ќе ги присвои придобивките од владата, а воедно, значи, скришно ќе се работува со Ахмети за 5-6 општини да го подржи Ахмети, а овој да го подржи Ахмети во чај Тетово, кај што ќе му биде потребно на Ахмети. Мислам дека моментот што испадна од владата има нова реалност, нова конфигурација на теренот, и тоа што е битно значајно, значи веќе е искристализирано дека во албанскиот блок има два политички субјекти, два блока, тоест Влен и ДУИ. Се друго, значи, веќе се топи. Сега само да го завршиме овој момент со излегувањето на Таравари, морам да ве прашам затоа што во јавноста веќе гласно се зборува дека помеѓу причините за ваков исход можеби се крие и прекинот на одредени бизнис релации или односи или бизнис планови на Арбен Таравари. Има ли овде такво нешто? Ако мислиме, Имате ли такви информации? Ако мислим за паркингот во клиничкиот центар, мислам тоа беше поништено од владата. Не верувам дека тоа би можела единствена причина, мислам, за напуштање на владата. Иако тие што ги познаваат приликите, ова не е мој прв пат. Значи, 3 пати влегол и излегол од различни влади. И дури, мислам, и тоа ќе го кажам, бидејќи изразува незадоволство од некои од процеси, не знам што, мислам дека и наискрените членови и гласачите не очекува дека ние за 7 месеци ќе имплементираме целосно промената која што е имплементирана 20 години. Ќе го слушнеме, очекуваме да го слушнеме и неговиот став по однос на овие прашања, но вчера утврдивте дека ваш предлог за иден министер за здравство ќе биде Азир Алиу, информатичар по професија, човек кој што беше министер во владата на СДСМ за информатичко општество и администрација, професионалец во тој дел. Вие велите дека ќе се снајде и во здравството, меѓутоа ова е многу тежок, еден од најкомплицираните сектор во кој што веројатно има најмногу проблеми. Ќе биде тешко. Сигурно, мислам, ресорот здравство е еден од најзначајните ресори, значи, во било која влада, заедно со образование и труд и социјала, значи, за сега секој семејство, но имаме предвид дека Азир Алиу е професионалец кој се докажа и направи одлична работа како министер за информатичко општество и администрација, и немам никаква дилема дека како добар менаџер, значи, ќе се справи со здравството и ќе биде дополнителна вредност. Мислам дека ќе даде добар придонес за подобро здравство. Ќе видиме како ќе работи. Докаде е процесот за избор на заменици? Треба да изберете заменици во секторот земјоделство и во Министерството за одбрана? Мислам, денеска и деновиве ќе се заокружат овие работи. Сигурно идната недела ќе се форматира целосно владата со делот што припаѓа на Алијанса, тоест на Влен. Како ќе се делат тие позиции со оглед на тоа дека Таравари ги држеше тие места? Значи, во принцип, тоа што беше на Влен, останува на Влен. Ние, Алијанса на албанците на чело со Арбен Фетај, го прифативме како партнер и дел од Влен, значи, како рамноправен партнер. Вчера се кооптира и членови во председателството на Влен во однос на позициите, значи, главниот збор ги има господина Фетај. Точно е дека пред и деновиве, значи, се водат преговори и со други пратеници кои се дел од Европскиот фронт, кои што веќе го напуштаат бродот, тоест Титаник, и преминуваат на победничката страна на Влен. За колку имиња се работи? Што може да очекуваме? Мислам дека се односот е позитивен. Повеќе пратеници
дојдоа овој пат него што отидоа. Значи првично, значи они мислеа дека ќе имаат плюс 5 пратеници од Алијанса, но затоа кажав дека не математиката погрешна име. Во моментот можам да кажам дека тројца пратеници и за тие ќе видиме до крај, но тројца испадна од владата, но 5-6 веќе дел од мнозинството. Така да Зборот ми е тројца од Европскиот фронт очекувате да се приклучат на Вреди? Да. На групата на Вреди во собранието. Тројца, четворица. Со нив во текст се разговори за завршување на тој процес. Во овој период, така во блиска иднина треба да го очекуваме тој процес. 6 доаѓа, тројца си одат. Во ред, ќе чекаме да ги видиме тие официјални информации. Беше најавено дека ќе има средба на коалиционите партнери во владата пред да биде официализиран предлогот во собранието за гласање на министерот и замениците. Кога ќе се случи тоа, што е планирано на оваа средба? Мислам секојдневно се гледаме. И днеска имавме и владена седница, имаше и средба меѓу премиерот и Арбен Фетај. Мислам тука сме интензивно, динамично, за да не губиме време, значи да го закружиме овој процес и владата да биде посветена на програмата, на проектите, на решавање на проблеми на граѓаните. Сега, господин Меджити, морам да ве прашам, многу коментари има на социјалните мрежи изминатите денови по на така наречена акција која што ја спроведува градоначалничката на Скопје во Чаир, па коментарите се дека на 3 месеци пред мандатот се сетила дека е градоначалник на Скопје и лови дивоградби во општината Чаир. Таму градоначалник е Висар Ганију од вашите редови. Како го оценувате она што се случува во Чаир и дали навистина се работи за лов на дивоградби? Прво, значи, и покрај тоа што граѓаните плаќаат сметки, значи, до комунална игиена, до водовод и заслужуваат, мислам, за тоа да бидат услужени со добра игиена. Во сите анкети испаѓа дека главниот проблем не само во Чаир, туку во Скопје, историски во најлоша состојба, никогаш не било вака. Веќе се и температурите растат, мислам тоа веќе загрозува живот и сигурно граѓаните и ќе поднесат и тужби до градот Скопје и до комунална игиена, веќе тоа го загрозува нивното здравје, амбиентот. Но градоначалникот на Чаир не сакаше тоа помпезно, туку и покрај плаќањето на граѓаните и покрај тоа што требаше да биде услужено, он ангажираше приватна компанија, значи кој што има лиценца и се бави, значи, со комуналниот отпад дополнително, значи да испане, да собере ѓубре, да го носи тоа во Дрисла, да плаќа за тоа. Се во функција, значи, да се помогне на овој лош менеджмент на комуналната игиена, значи, во Чаир. Утре дента, значи, само што почнала компанијата, запленете камионот од градот Скопје и од комунална игиена со исто така со наредено, значи, дека и лиценцата ќе му се одземе, нема да се дозволи во Дрисла, значи, да носи во наредниот период со такви закани и нелогични, бидејќи тоа беше во помош, значи, на комунална игиена и на градоначалничка. Немајќи одговор на ова прашање, на ова лошо менаџирање, ја жалам дека е жртва на друг нарачател на ова, кој што после, значи, 2-3 месеци пред изборите, како што и кажавте, и текна дека постои Чаир, постои Скопје и на лов за дивоградби, но добре е, значи, иста градоначалничката Данела да испадне и во општина Сарај, да види како стои бројот, како стои со дивоградбите, како се легализираат по 1 евро надвор од законските прописи, да земе список од градежниот инспекторат, да види кој е во тотал, значи, која е бројката на дивоградбите, каде стои, значи, во средина или во долу стои Чаир, да види кај се другите општини. Но ова е само циркус, значи, од неизвестна страна што приредува секојдневно, место да сработи нешто, немајќи што да каже дека во овие 3,5 години воопшто, речиси, ништо нема направено за Чаир. Промовираше мегапарк, го остави на половина на кал, промовираше дека Цветан Димов и тоа, значи,
иако обезбедивме пари од владата, не дозволува да се направи улицата. Едноставно, значи, немајќи одговор на овие прашања, сака да приреди такви представи. Вие имате информации, таа денеска излезе со сериозни обвинувања, документи дека 10 катници Дивоград би се легализирале незаконски во општината Чаир. На ниво на државата, значи, има се уште над 300.000 Дивоград. Значи, ти треба доволно време да посвети во тоа, ако сака секојдневно, значи, да види кај се дивоградбите. Тоа е реален проблем, затоа и неколку пати е донесен закон за легализација и покрај тоа, значи, се уште не е решен како проблем. Мислам дека треба не само со легализација, туку треба се работи и закон за градби, да се олеснат процедурите за да можат граѓаните, значи, да ги терат процедурите како што треба. Што ќе прави коалицијата Вреди за локалните избори? Подготвен ли е веќе планот? Како ќе одите во градот Скопје и што е со останатите општини? Значи, вчера, покрај другото, значи, веќе избравме и шеф на штаб на републичко ниво, тоест пратеникот Атанас Зизи, кој што веќе го екипира штабот и со сите сектори кои што работат и на програмата и на визијата за идните локални избори за октомври. Воедно, значи, работиме со професионални агенции, со анкети, не само во однос на кандидатите, туку во однос и на барањата на граѓаните, очекувањата на граѓаните, проблемите кои треба да се решат во наредните 4 години. И мислам дека оптимистички влегуваме во ова, бидејќи ова влада има волја да ги помогне општините со самиот факт што милиарда евра, значи, има поделено во 4 години за фискална децентрализација, тоест за капитални инвестиции, за решавање на крупни капитални проекти на сите општини, и тоа не ги дели, значи, по политичка припадност, туку по број на жители. Првпат, значи, равноправно се делат средствата по конкретни проекти, по капитални проекти кои се потврдуваат од владата и се финансираат од владата во соработка со сите градоначалници 80 на ниво на Република Македонија. Имајќи го ова предвид, мислиме дека во наредните 4 години има доста простор да се сработи и да се придонесе за подобри општини. За сега немате утврдено ниту еден кандидат конкретно? Работиме и отворени сме и кон тоа дека во некои општини ќе поддржиме и независни кандидати, кога ќе оцениме дека тие се најдобрите кандидати и надвор од партиските дресови или не мора да бидат дел од партиските структури навлен, и веќе сме во преговори за некои општини. Сега ја споменавте помошта од владата за општините, само за крај би сакал да ве прашам во однос на стратешкиот договор со Обединетото кралство, вице-премиер сте. Денеска предлог законот за ратификација на договорот е доставен до собранието, пред малку беше објавен на веб страницата, нема многу детали. Очекувате да помине во собранието? Очекувам, бидејќи и во претходниот прилог, значи, слушнав дека болниците во Источна Македонија, во периферија, значи во Западна, негде се од времето, значи, на бивша Југославија инвестициите немало можност, мислам, тие да се подобрат условите и да има подобра услуга за граѓаните, здравствено. Истата состојба, значи, во образованието, во железничката сообраќај, и во други сфери, или пак Сега сам вели дека со ова ќе влеземе во должничко робство. Прво, значи, условите се најдобри, мислам, до сега што може да ги добие Македонија. Ова е најголем зафат и мислам доброто е што одат во економски инвестиции, не одат, значи, во неекономски. Значи, тие се враќаат, ќе се ангажираат и компании, значи, од земјава, значи, ќе биде добра инфузија, мислам, и за економијата, но и за решавање на вакви крупни инвестициски проекти што се битни за граѓаните и државата. Ја ќе посочам еден од проективе кој што го предложив, бидејќи бев заедно со господинот Николовски при подпишување на договорот.
Ние 30 години збориме за опасниот отпад, почнувајќи од Линдон во Охрис, па во Југохром, Ваксинце, Лојане и на други локации кои се штетни по здравјето на луѓето, по природата. И ако имаме предвид дека скоро милиарда евра годишно се трошат за здравствени услуги, мислам дека ние придонесуваме и превентивно да се намалат трошоците за здравство, превентивно делуваме, но и ќе намалиме број на канцерогени случаи и други болести кои што може да предизвикат тоа, или пак од Југохром, ако не превземеме, значи во наредните години може да го загрозиме и изворот Рашче кој што го станува цело Скопје, така да ова е влада што сака да ги детектира проблемите и да ги реши од корен тие проблеми, бидејќи ако утре претендираме да бидеме дел од Европска унија, не може да не прифатат, значи, со вакви проблеми да бидеме дел од Европска унија. Господин Меджити, благодарам многу за гостувањето во ТВ Неделя. Во продолжение ги гледаме деталите од предлог законот за ратификација на договорот. Ивана Соколовиќ најдова има повеќе. Партнерскиот договор меѓу Македонија и Обединетото кралство е испратен на ратификација во парламентот. Текстот на предлог законот веќе е поделен до сите пратеници и објавен на собранискиот сајт. Според подпишаниот договор на 22 мај, финансиската поддршка за Македонија е во висина на 5 милиарди британски фунти, а опфатени се проекти од областа на здравството, транспортот, технологијата и енергетиката. Според документите испратени во собрание, предложено е обновување и реконструкција на болници во Штип и Кичево, Универзитетски клинички центар во Скопје. Пари од помошта ќе бидат наменети и за болници во Куманово, Битола, Тетово, Гостивар, Охрид и Струга. Ќе се инвестира и во брза железница долж коридорот 10, кој ги поврзува граничните премини Табановци и Богородица, главниот град Скопје и аеродромот Скопје. Предвидена е и програма за развој на коридорот 8. Дел од средствата ќе бидат наменети и за развој на капацитетите за сајбер безбедност и дигитална трансформација на владата. Сериозно внимание ќе се посвети на производството и пренос на електрична енергија. Владата на Обединетото кралство го потврдува интересот и капацитетите на инструментот за финансирање на изворот, за обезбедување финансирање за поддршка на приоритетните проекти, под услов да ги исполни правните, политичките, финансиските и други барања за задолжителна проверка и одобрување. При тоа земејќи исто така предвид неговата политика за преземање ризик за вакви проекти во моментот на разгледување на истите. Потенцијалната поддршка од инструментот на Обединетото кралство за финансирање на извозот ќе зависи од кумулативната сума на изложеност на кредитниот ризик за проектите во Македонија која не смее да го надмине тековното ограничување од 5 милиарди фунти, стои во текстот. Договорот ќе важи за период од 10 години, а како владин предлагач се потпишува министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. 3 криминални банди опфатени во 2 обвиненија. Беланоца вршела нарачани убиства. Групата на Штекли тргувала со дрога. Стојан Ангелов со нов трансфер од функционален ЦУК се сели на директорската позиција во ДЗС без ниту еден исправен ер-трактор. Ќе успее ли генералот да ги спои институциите на системот за кризи? Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција поднесе 2 обвиненија по истрагата за Скопското подземје, во која биле опфатени 3 криминални групи. Успеале да утврдат дека членовите на Беланоца нарачувале и извршувале убиства, а групата на Штекли работела со трговија на дрога. Нарачувале убиство од затвор, извршувале убиство од одмазда или да го намалат влијанието на спротивставената криминална банда. Другата ја закупувале на државни градижни земјишта. Обвинителството за гонење организиран криминал поднесе 2 обвиненија за 3 криминални банди од Скопското подземје. Едната е Беланоца. Обвинителството ги следела членовите на оваа група една година. Има 9 обвинети, од кои едниот почината, 7 се во бегство. Еден бил фатен вчера. Според доказите на ОЈОГОК, виновни се за 4 убиства. Убиството на Орхан Байрамовски Оки, еден од шефовите на кланот Дукјанџик, во вила на Ханиоти пред 2 години. Членовите на Беланоца се одговорни за двојното убиство во Шишабар на Јетон Кривањева и Ениси Сини. Убиствата биле нарачани од затвор, а комуницирале најчесто преку Снепчат. Шефот на Беланоца, Фатлју Мајети Тоте, веќе издржува затворска казна. Втората група од Скопското подземје нема звучно име како Беланоца, но ги
ги врши истите кривични дела. Според обвинителството, не соработуваат со Белануца, но имаат ист непријател. Сакаат да го намалат влијанието на спротивставената криминална група. И убиствата на оваа банда од Скопското подземје се нарачувале од затвор. Обвинени има за тројца организатори и 20 извршители на убиствата. Тројца се во бегство, а одговорни се за 3 убиства, од кои едното е двојно. Обвинителството за гонење организиран криминал една година ја следела и групата на Раде Трајковски Штекли. Тој како шеф на групата, која нема име, под него имал 16 други кои продавале друга. Обвинителен акт има за 10 лица, а другите 7 се спогодиле со обвинителството и почнале да издржуваат казна. Минималната казна затвор за продавање наркотични супстанции е 5 години, а оние кои се спогодиле добиле од 3 до 3,5 години затвор. Другата од групата на Штикли се продавала најчесто по локали во општина Аеродром, а обвинителството во соработка со МВР пронашли каде била скриена, на градежен објект на државно земјиште. Од групата на Штикли сите се во притвор. Тамара Дичаска, Сител телевизија. Почна сослушувањето на родителите на жртвите од дискотеката Пулс. Обвинители во Кочани, Штипи, во Скопје ќе ги слушнат сознанијата кои тие ги имаат за предметот. Започнаа сослушувањата на законските застапници на жртвите во пожарот во кочанската дискотека Пулс во обвинителствата во Кочани, Штипи, Скопје. Сослушувањата се одвиваат согласно распоредот, директно со семејствата на жртвите и Сапорт Кочани. Преку исказите дадени пред јавен обвинител, членовите на семејствата ќе можат да ги остварат своите права како оштетени и да се приклучат кон кривичниот прогон, како и директно да се информираат за текот на постапката и да кажат своји сознанија за настанот. Сослушувањата ќе траат до 29 овој месец. Јавното обвинителство согласно своите законски овластувања во текот на целата постапка посветува особено внимание и грижа за жртвите на овој трагичен настан. При сите преземени дејства и одлуки, обвинителите ги имаат предвид и ги штитат интересите на оштетените. Воедно, се уште активен и повикот на обвинителството до сите останати кои што имаат лични сведоштва за несреќата, информации и докази во однос на работата на клубот Пулс Кочани и поврзани фирми, како и сознанија во врска со работата на институциите надлежни да постапуваат, да ги споделат со истрагата. Се вели во соопштението од обвинителството. Пријавите може да се поднесат со пополнување на формулар, кој потоа треба да се испрати електронски на наменска адреса istragakочани@jorm.mk. За Сител, Трајан Ристовски. Стојан Чангелов доби нова задача од Центарот за управување со кризи, се сели на директорската позиција во Дирекцијата за заштита и спасување, во која нема ниту еден исправен ер-трактор. Иако е предизвик, Ангелов вели дека ќе работи на спојување на овие две институции од системот за кризи. Стојан Чангелов ротира со директорската позиција од ЦУК во ДЗС. Поречи се 5 години менаџирање со кризи во дирекцијата доаѓа на местото ВД директор. По претходен договор со премиерот, како што рече Ангелов, владата го назначила за да го спасува ДЗС од лошата состојба во која се наоѓа. Ангелов ќе менаџира со сериозни предизвици, недостиг на пилоти за авионите за гасење пожари, сервисирање на ер-тракторите, како и со територијалните тимови за справување со пожари. Дирекцијата за заштита и спасување подолго време се наоѓа во агонија. Покрај недостатокот на пилоти, постојат и проблеми со сервисот на ер-тракторите. Во овој момент во државата нема ниту еден функционален ер-трактор, но јас сум оптимист дека набргу ќе ги имаме 3 ер-трактори заедно со посадите, односно пилотите. Се уште нема доволно подпишани договори со тимовите за брз одговор, вклучително и со тимовите за гасење на пожар на отворен простор. Ангелов не се откажува од идејата за спојување на двете институции, но за тоа ќе треба време и доуредување на 19 законски одредби. Е обемна постапка од аспект на легислатива и е потребно повеќе време. Мојот фокус како нов директор на ДЗС е конкретно формирањето на нова институција од двете постоечки. Институција која што ќе ги обедини функциите на постоечките две институции. Додека морам да укажам, целиот систем е далеку погломазен, затоа што летно време, кога беснеат пожарите, ние ги користиме хеликоптерите на полицијата, хеликоптерите на армијата. На неговото место во Центарот за управување со кризи доаѓа Мухамет Али, со кого веќе извршија примопредавање. Инаку ДЗС има голем број ингеренции во справување со непогоди. И токму од тие причини по пожарот во Кочани кој зеде 62 жртви. Со истрагата се притворени 3 поранешни директори. Меѓу нив беше Шабан Саелио, актуелен министер без ресор, кому апелација му ја укина мерката. Кочанскиот суд во последното
предлаганото решение одлучи на Беки Максути и Джева Целами и двајцата поранешни директори да им одреди дополнителен 30-дневен притвор како осомничени за пожарот во дискотеката Пулс. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Владата сака проектот за Чебрен и Галиште да биде државен, потврди министерката за енергетика, но за да се случи тоа, вели клучни ќе бидат условите за финансирање. Изградбата на хидроцентралите би траела 7 до 8 години. Божиновска вели дека веќе има заинтересирани фирми за изградба и на 2 когенеративни централи. Чебрен и Галиште да ги гради државата, а парите да се обезбедат од британскиот заем. Ваквата опција за министерката за енергетика е најдобро решение, кое сепак ќе зависи од пресметките колку ќе чини. Во финална фаза се математиките дали ќе не бидат потребни 1,2 или 1,3 милиарди евра, како и условите за враќање на кредитот, вели Божиновска. Самата изградба на хидроцентралите би траела 7 до 8 години. Кога ќе знаеме точната сума, секако ние сакаме да е наш проект, ќе видиме под кои услови, бидејќи тоа е проект што ќе се гради едно 7-8 години, ќе видиме и условите за плаќање, значи нема тоа да бидат одма што треба да се платат парите, ќе видиме под кои најдобри услови може да почнеме со изградба. Вчера премиерот Мицковски обелодени дека со британскиот кредит се размислува да се градат и овие 2 хидроцентрали, за да се обезбеди стабилност на енергетскиот систем. Спас од аерозагодувањето пак ќе се бара во изградба на когенеративни централи, кои ќе произведуваат електрична енергија и газ, кој ќе се користи за затоплување на домовите. Веќе се преговара и за нив. Веќе имаме неколку фирми кои се заинтересирани и кои сакаат да градат 2 когенеративни централи, бидејќи тоа исто ќе биде сериозна инвестиција, значи тука зборуваме за милиарди евра. Ќе видиме, значи разговараме, дискутираме. Мислам дека во најкраток временски рок ќе имаме повеќе информации, меѓутоа работиме, имаме веќе преговори со неколку фирми. Инаку идејата за Чебрен започнува од 1964 година, а во 86-та се склучени договори за изработка на инвестициско-техничка документација. До сега имаше 14 тендери и сите беа неуспешни. Инвеститор за изградба на когенеративните централи пак се споменува од минатата година. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Од СДСМ вела дека нема ни трага од фирмата што доби тендер од МВР на приватната адреса. Го повика обвинителството да го истражи случајот, а на власти им порачаа дека нема да дозволат парите на граѓаните да се користат за партиски бизнис делки. Нема табла, нема вработени, нема ниту трага од компанија што би можела да спроведе сериозна јавна набавка, а камоли специјализирани униформи за полицијата. Како е регистрирана оваа фирма? Дали фирмата има фиктивно седиште? Тошковски е фатен, жив во голем скандал и мора да одговори. Како е можно една компанија без капацитети, без историја, без вработени да добие тендер во МВР вреден 4 милиони евра за униформи? Ова не е обичен тендерски скандал. Ова се основани сомнежи за системска корупција која оди директно до самиот врв на власта. СДСМ бара итна истрага од јавното обвинителство и поништување на овој скандалозен тендер. Парите на граѓаните не се за партиски бизнис сделки на министрите од ВМРО ДПМН. По продолжение блог вести од светот. 47 лица се повредени во инцидентот во Ливерпул, откако автомобил удри во толпа луѓе за време на прославата на шампионската